Нов блок во Македонија наутро со нова тема, соговорници и линковски вклучувања. 2 април е светски ден за подигнување на свеста за аутизмот. Востановен е пред 80-тина година од Генералното собрание на Обединетите нации и секоја година се повеќе гласно се зборува за неопходноста од инклузија на нашите сограѓани со атипичен развој и токму затоа ние говориме на оваа тема и наредниве минути. Првата соговорничка со која што практично ја отвараме темата е инспирација сама по себе, сопруга, мајка на 3 деца, но откако на незиниот син Кан му е дијагностициран аутизам, незиниот живот комплетно се менува, меѓу другото со многу силна мисија која што гласно говори за неопходноста од инклузија. Кога зборуваме за храброста и кога зборуваме за мисиите, ќе споменам од јога за деца со попречености, организирање на необични забави, како и проектот Инклузија Плюс. Ирена Лозана низ годиниве е и тоа како гласен борец за инклузија на нашите сограѓани со попречености, со сите сегмент на општественото живење. Ирена, добро утро и добро ни дојдовте во Македонија наутро. Добро ве најдов. Со првото прашање ќе ве навратам пред години кога дознавте за состојбата на Кан. Се сеќавате ли на моментот кои прашања се ви поминуваа низ глава, што поминувавте тогаш како родител? Веќе има поминато некое време, но сепак кога ќе се навратам назад, многу често можам и да го почувствувам истото, затоа што секој ден скоро ми се случува некој нов родител да ме праша истите прашања, да ги видам истите оние чувства што јас ги чувствував. Дефинитивно безизлезност, чувство на тага, на гнев, сето она што го поминуваат скоро сите родители кои што нели имаат деца со посебни потреби или па се некаде блиску размислуваат дека можеби нешто не е во ред со моето дете. Кан сега има 16 години, а вие како семејство точно 14 години сите заедно говорите за неопходноста од поголемо вклучување на лицата со попречености во сите сегменти на општественото живење. Како изгледа таа борба еве во 2 минути? Пред какви се предизвици е исправен Кан во секојдневието, но и вие како негово семејство? Кан во суштина сега во моментов, нели, он оди во училиште, има свој асистент во изминативе неколку години. Кан беше во првата група на деца кои што добија асистенти, да речем, каде што почна МКФ да функционира, да работи, така да од една страна ние бевме она глувче и заморче во таа категорија да ги пробаме новите работи кои што државата ги прави, но и да видиме целата борба и на наставниот кадар и на институциите кои што не знаат, многу потешко се снаоѓаа со децата со попреченост. Сега него му е, да речем, добро, таму каде што оди во училиште, среќен, радосен, сака да биде. Се повеќе и повеќе има, да речем, инклузија, поради тоа што јас бев многу присутна во училиштето и така како што работев со наставниците. Што се однесува до семејството, секој семејство си има своја борба. Она што многу ретко се зборува, например, на кого се најмалку се обрнува внимание, браќата и сестрите на овие дечиња кои што подеднакво се борат, дури и посилно од родителите, со тоа како да се справат, посебно кога се во исто училиште, нели блиску со возраста, како да си го сакаме братчето, како и ние да не го осудуваме, како и нас да не осудуваат поради тоа што ние имаме такво братче, така да таа е една огромна невидлива борба за таа категорија. Секако родителите се исто така посебна категорија која што во држава нема баш никаква поддршка. За жал, реалноста е дека голем број на семејства на лица со попречености се врзани за домот во неможност да обезбедат стручна постојана поддршка. Можеме ли да прашаме какви се условите во моментов, што ви недостасува, што му е потребно на Кан во секојдневното живење? Што недостасува? Прво недостасуваат дневни центри. Значи, до некаде откако дојде законот за инклузија, нели асистентите во училиштата се внесоа, но тоа не е решението кое што им треба на голем број од родителите кои што не можат буквално да ги остават ни 5 минути децата сами дома. Значи, додека се во училиште супер, тие родители нели сакаат да работат и треба да работат затоа што на крај треба да се јаде нешто. Значи, дневни центри недостасуваат. Во Скопје има само еден дневен центар за аутизам кој што исто така е во многу лоша состојба, да не речам скоро не функционален за жал. А бројот на вакви деца е многу голем.
Исто така, ништо не се работи за адолесцентите, кои што понатаму нели влегуваат веќе надвор, повеќе од тинеџерски години, нели, што е со вработувањето. АВРМ како таков не ги, да речеме, лицата со аутизам не ги препознава и не може никако да им помогне нити на компаниите, нити пак на семејствата. Така да. И не можеме да не прашам, кога веќе Ване го спомена моментот што недостасува, мораме да споменеме дека голем дел од семејствата кои што се борат за своите деца и кои што сакаат едноставно да бидат вклучени во секојдневното живење, сите тие и третмани, и работа со дефектолози, и работа со специјални едукатори ги плаќаат од свој джеп. Колку тоа чини месечно, Ирена? Тоа чини се повеќе и повеќе, ми се чини во последниве неколку години, значи посебниот додаток кој што го примаат од 7400 прилика, тој дефинитивно не стигнува ни за пола месец дефектолога, па камоли и логопед, па понатаму да не правиме муабет дали има лекови или па витамини или па не знам безглутенска, безказинска храна, која што многу често нели е потребно да се има, така да огромни се трошоците, значи на државно, да речем како социјални услуги треба да се чека, може да се овозможи, но тоа е многу мал број на луѓе кои што може да дојдат до социјалните услуги, бесплатни, да речем, логопед, дефектолог, психолог. Имаме ветер на промени, ајде морам вака како потпрашање ова да го поставам, слушајќи ве и следејќи ве годиниве наназад, не само вие лично, едноставно душата веќе ја извадивте и ја оставивте надвор на располагање на сите. До сите власти се обраќате, секогаш со истите проблеми, како мантра која што се повторува. Можеме ли да очекуваме дека наскоро, еве следната година на 2 април, дека ќе разговараме на малку понапредни теми од овие за кои што разговараме 30 на години? Па искрено не. Значи јас она што пред неколку години го сфатив, да речем за мене лично, кое што како мајка на дете кое што можеби јас реков, еве можеби ја имам некакви поголеми капацитети, сакам нешто да направам. Иако се тргна, се што правев, нели јогата и се што сум правела тргна за јас да си помогнам себе си, на моето дете, па после произлезе дека можам и на другите семејства да им помогнам. И нели буквално како што рече, се правев и мислев дека ќе го сменам светот, но сватив дека мене ќе ме нема, инклузија се уште нема да има таква каква што треба да има, зашто инклузивната свесност за која што јас зборувам, која што е поинакво од инклузијата, е нешто кое што треба секој во себе да го гради и секој треба да работи на тоа лично. Не треба многу, но треба само свесност и да се сака. Така да, за жал, морам да ти одговорам дека не гледам дека нашава држава го има капацитетот да менува нешто за да почнат семејствата вистински да се чувствуваат дека нешто се менува за нив. Ние сакаме да веруваме во промени, а се одлучивме во денешното издание на Македонија на Утро за неопходните промени да говорат мајките. Да говорат оние кои што секојдневно се исправени пред борбата да заработат, да живеат, да му помогнат на своето дете да функционира и колку толку да биде самостојно во ова општество. Ирина, ќе вклучиме уште една мајка на редниве минути. Ја имаме Ирина Николовска-Ристановска од Битола. Таа разговара со нашата колешка Александра Максимовска. Мајка е на Лука. Прв пат се запознавме пред некоја година исто така во утринската програма и говоревме токму на оваа тема. Па еве Александра, така да го започнеме разговорот. Лани или приклани прв пат се сретна со Ирина, па прашањето е дали 2 години по тој разговор нешто се промени во нејзиниот живот и животот на Лука? Токму така, животот полн со предизвици на лицата кои што се со аутистичен спектар на нарушување, но исто така и на нивните семејства, на членовите на потесното и поширокото семејство секојдневно се менуваат. Предизвиците од период во различни периоди се различни и може да се каже слободно од разговорот што го направивме претходно дека Ирина од последното вклучување од пред 2 години до сега таа вели дека предизвиците со кои што се соочува се сосем нови и непознати и секојдневно доаѓаат до нови работи кои што треба да ги учат и да ги спроведуваат за да имаат понормално секојдневие. Како што ја најави со нас е Ирена Николовска-Ристановска, која што е мајка на Лука, дете со аутистичен спектар на нарушување, но исто така и психолог. Добро утро, Ирена.
какви предизвици се соочувате во секојдневниот живот? Дали има промени од почетокот па еве до сега? Да, како што кажавте и вие во самата најава, значи овој период можам да кажам дека е еден од потешките, затоа што како што растат овие деца, така се зголемуваат и потребите, буквално како и кај типичните, со малку поголема разлика, со тоа што кај овие атипични дечиња потребите се поголеми, а нашите капацитети родителски, физички, емоционални, психички на некој начин согоруваат, стручно кажано, затоа што оваа борба нема крај, константна е. Лука е сега веќе во пубертет, адолесцент, 13 години. Која е разликата од пред неколку години и еве сега кога веќе влегува во нов период за него, меѓутоа и за вас? Знаете, кога правам компарација помеѓу оној период кога тој беше малечок, па оние тантруми, напади на бес кога ќе ги имаше, многу полесно беше справувањето, затоа што ќе кренеме во раце или помале, значи физички, меѓутоа како расти, сега Лука е повисок физички, адолесцентната доба си носи своји поголеми предизвици, за кои што јас моментално, искрено, иако сум психолог, иако сум мајка, тешко се справувам, меѓутоа некако се справувам, бидејќи немаме избор да кренеме раце и да оставиме се да биде така како што не треба да биде. Значи, овој период се појавуваат и деструктивно однесување, значи, повеќе знае да биде непослушен, условно кажано, затоа што и кај него хормоните си го прават своето, а ние, за сметка на тоа, се осеќаме целосно напуштени и целосно неподдржани од институциите, секоја чест на исклучоци, затоа што во моментов и тоа како нас не фали личен асистент, кој што на некој начин би го зел час, 2, 3 во денот, би го прошетал и на некој начин тој личен асистент би бил лице како што образовно лице, кое што, пример, Лука би го почитувал повеќе, затоа што ќе биде авторитет, нели? А во исто време не е потребен и дневен центар, затоа што можеме колку толку да се свртиме малку и кон себе, да се посветиме и на другите деца и да можеме да функционираме колку толку поквалитетно. Како успевате да се справите сега еве во овој период? Каква помош, каква поддршка ви е потребна? Што е она што најпрво треба да го превземате ве институциите или оние надлежни што се, за да можат да ви го леснат вас животот? Како што напоменав, дневен центар секако, значи тоа е првото нешто кое што ни е потребно, затоа што постоечкиот во Битола не е тој кој што би ни ги задоволил нашите потреби, затоа што таму се многу поголеми дечиња од адолесцентните, значи не сме по никој основ да се мешаат дечиња календарски. Како што напоменав, личните асистенти и тоа како ни се потребни и секогаш финансиите се оние кои што ни се потребни за да ни го леснат животот, значи додатокот е премал, значи сумата е пресмешна која што ни ја овозможува државата. Исто така често напоменувам и сега ќе напоменам регистар. Значи ние моментално во нашата држава немаме регистар, значи ние не сме преброени колку сме за да знаеме какви стратегии треба да ни се понудат нас, односно на семејствата како моето. Како се одразува еве овој период на адолесценција на Лука во семејниот живот еве и на другото девојче кое што го имате, тоа е помало? Стресно е. Значи секој момент е стресен, секој момент сме во исчекување. Една студија неодамна покажа дека ние родителите на атипичните деца на некој начин не споредуваат со луѓето кои што се во војна. Значи константно стрес, константно во исчекување, што ако некој тантрум е таков како што ќе биде, како ќе го смириме, што ако го вознемери некој звук, значи константно сме во дури моментот кога легнуваме да спиеме, не значи за нас спокој, затоа што овие дечиња исто така имаат и нарушен сон, имаат проблем со храна, значи аутизмот не е само отсуство на говор за жал, тоа е една триада, отсуство на говор, стереотипно однесување, проблем со однесување, значи тоа е цел спектар, затоа и така се нарекуваат аутистичен спектар на нарушување. Во последните години постојано се зборува за инклузија на децата. Како се одвива оваа инклузија? Дали ја има во сите сфери? Во здравство, социјална инклузија, во домот, во училишта? Така. За среќа, образовната инклузија последните години е на едно повисоко ниво. Самото вклучување на образовните асистенти не е то каква помош нам родителите, затоа што сме сигурни кому го доверуваме нашето дете. Меѓутоа, инклузија не значи само инклузија да биде вклучен во образование и да биде прифатен. Инклузија значи да биде прифатен во зградата каде што живееме, во колективните домувања. Инклузија значи да биде прифатен кога се движиме по улица и погледите не се вперени кон нас, дека не сме чудаци и така натаму.
Ви исто така имате издружение за помош, за поддршка на како на овие дечиња, така и на нивните родители. Нудите психолошка поддршка за семејствата. Така, јас како родител точно знам што значи психолошката поддршка и точно тие причини во Битола веќе од 2019 нудиме бесплатна психолошка поддршка на мајките и татковците и севкупно на семејствата на овие деца и лица, затоа што без психолошка поддршка не ќе можат да се носат со товарот кој што и така е преголем. Има ли интерес? Доаѓаат за помош? Да, значи за среќа свеста за психолошката поддршка е поголема, се буди и тоа е искрено нас како психолози тука многу не радува. Ти благодарам, Ирина. И вам. Како што можевме да слушнеме, потребни се, она што е основно потребно за овие деца и за нивните семејства се отварање на дневни центри, како и покрај образовните асистенти кои што ги имаат, потребни се и лични асистенти кои што ќе можат во текот на денот да се грижат за овие деца, за да можат семејствата барем одреден дел од денот да функционираат. Инаку, како што кажа Ирина, потребен исто така и регистер во нашата земја, иако не се пребројани, постои некоја бројка дека има околу 20.000 дечиња со аутистичен спектар, а на светско ниво бројките се поразителни и кажуваат дека секој 36-то новородено дете е со некакво аутистично нарушување. Студио? Токму за нив говориме, Александра, и за нивните потреби во секојдневието. Благодарам за линковското вклучување. Ирина, што е со околината, со социјализацијата? Ги прифаќаме ли како луѓе различностите? Како функционира Лука во секојдневието? Кан. За Лука зборуваме предишно, да. Кан добро се снаоѓа, во суштина он, да речем, до некаде и самоодржлив, успева во училиште, нели, да отиде до продавница, но таму луѓето кај што го познаваат, да речем, добро се снаоѓа. Она што е поголемиот проблем, не дека он можеби не може до центар да со автобус, него колку ќе го сретне и со својот начин на комуникација, не знаеме колку тоа успешно ќе биде дека он ќе се снајде. Така да до некаде сме успешни, но во главно и не. И сега сакам да се фокусираме на моментот кој што е цел на секој родител, да го осамостали детето онаку колку што може, за да може и самостојно да функционира. Кан има постара братче и помала сестричка. Многу често нашите сограѓани кои што имаат атипичен развој остануваат и на грижа на братчињата и на сестричките. Што посакувате за него? Има ли опција да се осамостали за да функционира сам и да води самостоен живот? Кан е прилично самостоен. Значи, Добра. од сите оние животни вештини кои што се потребни за самостално живење, тој ги владее. Значи, може и сам да седи дома и да си направи јадење, и нели да хигиена, сите тие работи. Она што јас лично, да речам, кога размислував што е најпаметно да почнам да го учам и што е најпаметно да правиме, буквите и бројките малци ги оставивме на страна. Почнавме со емоционалната интелигенција, нешто што е многу важно, посебно за овие лица, воопшто за луѓето е важно, но да разпознае кога е гневен, кога е луд, кога е радосен, кога е среќен, за да може да се контролира сами од себе си. Него му пречат работите што се поинакви малце во надворешниот свет, за разлика од типичните. И самото тоа што он научи како да се справува со себе во моменти кога нешто ќе го вознемири, за мене беше веќе една огромна, да речем, огромен успех за него. Она што сега ние го гледаме, значи да, он оди во училиште, успева да го научи она што нели може во рамките на училиштето, но важно ни е да видиме кои му се талентите, што он сака да прави и што од тоа ние можеме да направиме за понатаму. Неслужено го прашав ова, бидејќи реално прашање кај секој родител е. Што ќе биде со моето дете кога мене ќе ме нема? Како тоа ќе функционира во секојдневието? Што е неопходно за да вие и вашиот сопруг бидете безгрижни за некое идно време? Безгрижни, дури и со типичните деца веќе нема да бидеме безгрижни, тоа останува на страна. Искрено најбезгрижна сум поради овој факт што веќе знае да се грижи сам за себе и да остане и 2 дена и 3 дена и да се снајде во нештото да преживее. Можеби сега звучам грубо кога ќе речам да преживее, на крајот на денот и тоа е реалноста.
Дали он ќе има работа и работно место каде што ќе добива пари, да, тоа се надеваме дека ќе можеме да го изнајдеме, но идеалната слика на секој родител каде што ќе да биде некое место каде што и околината, и комшиите, и роднините ќе може да бидат сензитивни, како можеби на времето потребно едно цело село да израснеш едно дете. Тоа е идеалната слика на секој родител, дека ќе има можност околу него да има некој кој што ќе даде поддршката. Можеби не само браќата и сестрите, затоа што тоа е понекогаш и многу голем товар за нив, така. За нив, зависи од нивото на попреченост, но тоа е некоја идеална слика. Ајде да се собереме сите кои што знаеме како и да му помогнеме, затоа што знаеме како да помогнеме. И вие родителите знаете како нема откажување и од бодрењето на другите луѓе, бидејќи верувам дека не сте свесни колку е голема и хумана мисијата која што имате на овој свет. Велат сите луѓе сме тука со мисија. Знам дека сте изморени, знаеме дека сте разочарани од се што се случува годиниве наназад во однос на системската поддршка која што овие лица треба да ја добиваат, но продолжете да се борите, бидејќи само така едноставно давате ветер во грб на целото општество, дека промени се можни само ако сите се вклучиме во нив. Да, се согласувам дека е така. Тргнувајќи од себе, сакав да допрам повеќе луѓе, навистина се обидував со настаните кои што ги правевме се допрат повеќе луѓе. Изминативе неколку месеци направив и свој подкаст со цел да допрам до повеќе семејства, до повеќе родители. Идејата беше како сето она што јас го имам собрано, искусено со други родители да го ставам на едно место и да им помогнам понекако системски, да речам, затоа што кај нас во системот недостасува таа точка. Се надевам дека повеќе родители ќе може да го видат и да си најдат некакво решение, да си најдат некаков спокој. Ние ви одаваме признание и ви се поклонуваме на ваквите храбри родители за целата мисија која што ја имате во ова општество. Поздрав до Кан, поздрав до целото ваше семејство и секако тука сме. И благодарам. Заедно да се поддржуваме. Благодарам многу, Ирина, да. Изминативе години се почесто го слушаме зборот инклузија, колку реално се применува, какво е значењето и придобивките за дечињата со аутизам, но и за сите лица со интелектуална попреченост. Ќе дознаеме од разговорот во следното линковско вклучување од Куманово. Елена? Добро утро по втор пат. Токму така 2 април, меѓународен ден за свесноста на аутизмот. На овој ден вообичаено најмногу се зборува за важноста на инклузијата, незиното значење, но каква е реално состојбата дознаваме од некој кој со години е вклучен во оваа тематика, работи токму на правата на лицата со попреченост. Благица Димитровска од Сдруженијето Инклузива Куманово. Добро утро, благодарам што одговоривте на нашиот повик. Како некој кој со години работи на оваа тематика, реално станавме ли можеби инклузивно општество? Придобивките од инклузијата ги знаеме сите, можеби особено значајни токму за дечињата со аутизам. Добро утро од мене и благодарна за вас што ги следите сите настани поврзани со оваа категорија на луѓе. Кога зборуваме за инклузијата и за меѓународните денови, тие се еднаш во годината. Инклузијата ја спроведуваме секојдневно. Значи, тоа е процес каде што ние како луѓе треба да дадеме поддршка и на семејствата, но и на децата и лицата со било каква попреченост, а особено на децата со аутизам, бидејќи е тоа некоја ново нарушување, се уште ново, иако долги години наназад има појави, но се повеќе се појавува и предизвиците се се поголеми и во општеството, и во локалната заедница, највеќе на семејството со член со аутизам. Токму така го напоменавте семејството, поддршката, она што е клучно, значајно за самото семејство на лице, дали со аутизам, дали со друга интелектуална попреченост. Тоа може би го знаете и од најдобриот ваш личен пример, меѓутоа и од она што го работите сиве овие години. Значи, семејството е клучната алка, дали е тоа во процесот на едукација на детето, социализација, третманите, сето оно што е поврзано со негово подобрување. А најпрво со дознавањето на попреченоста на детето, било каква попреченост, семејството е во голем шок, што му треба поддршка од стручни лица, да го надмине тој шок и да
даде се од себе понатаму во животот, да даде поддршка на своето дете, но и на другите деца. Јас сум еден пример, што, например, моето дете е со попречено, сега возрастен човек, тогаш мотивот ми беше да се вклучам во невладиниот сектор. Мојот син, но сега е поддршката на малите деца и семејствата кои допрва почнуваат да одат по еден тежок пат, да бидат истрајни во тој пат и да дадат се од себе за поддршка на детето и да се вклучат во сите активности каде бенефитите ќе ги чувствуваат тие. Недостатоците се огромни, се уште, иако има големи помирања во однос на инклузивниот процес во нашето општество, но најпрвен тие доживуваат прво што нешто одбивање е во предучилишните установи, а тие се преполни со деца, немаат капацитети за да дадат соодветна поддршка на тоа семејство и на тоа дете, иако се примани, тие остануваат по неколку часа, што не е доволно за едно семејство, за да може да биде економски јако, за да ги издржи трошоците што ја предизвикуваат попреченоста, било каква попреченост. Потоа се раната детекција доцни од различни причини. Дали родителот навреме не се обрати до здравствените институции или се уште рано да се утврди точната рана детекција и диагностика на детето е она основно што треба да се направи на помалите деца, за да се препорачаат соодветни третмани и соодветни суплименти понатаму во животот полесно да напредува. Исто така недостатуваат услуги на локално ниво кои ќе бидат бесплатни за едно семејство. Тоа е во неколку града, највеќе се лоцирани во Скопје, но еве и ние оформиме таква услуга каде што фаќаме деца од 3 до 16 годишна возраст, затоа што сметаме дека развојот во тој период е најголем. Ги фаќаме децата за сега сме во процес на лиценцирање и со извештаи од лекарски комисии или лекари специјалисти, но понатаму, кога ќе добиеме лиценца, ќе биде со МКФ исклучува документот од комисијски преглед. Овдека нудиме поддршка од разни специјалисти во областа и тоа имаме ангажирано 2 логопеди, еден специјален едукатор и рехабилитатор и психолог. Имаме кабинети за индивидуална работа, но и работиме групно со децата. Исто така во оваа просторија е сензорната соба, каде што не е целосно со сензорни елементи, но туку со елементи кои го поддржуваат и образовниот процес на начин на кој е потребен да ги совладуваат сите предмети во образовниот процес. Сензорните елементи се вклучуваат само на дечиња што им е потребна сензорна рехабилитација. За другите се користат едукативни материјали, се работи во овој простор, исто така индивидуално или највеќе до 2 дечиња во просторија. И она што продолжува да го правите секако се различните инклузивни работилници всушност кои што продолжуваат да се реализираат, а паралелно на сето тоа продолжуваат и спортските активности, спортски инклузивни активности во кои што учествуваат 2 основни училишта од Куманово, Кошорацин и Толи Зордомис. Ви благодарам на одвоеното време и посакувам да продолжите неуморно, да продолжите да се борите за правата на лицата со попреченост. Благодарам и на вас и секако и понатаму ќе продолжиме се повеќе со инклузивни активности за да се подигне јавната свест за оваа категорија на граѓани. Имавме можност да ја слушнеме Благица Димитровска од Сдруженијето Инклузива од Куманово. Како што рече, веќе има одредени поместувања во поглед на инклузијата, меѓутоа се уште можеме и мораме да работиме на ова прашање. Студио? Да, Елена, благодариме. Елена ни се јави уживо од Куманово, а и следната гостинка во студиото ни доаѓа од Куманово. Токму така, таа е специјален едукатор и рехабилитатор. Говориме за нивната необходност во секојдневието на децата со попречености, но меѓу другото и за необходноста од поголемо инклузивно образование како би можеле да се вклучат во општествените процеси. Вам добро утро за Елена Спасовска. Добре ни дојдовте, Елена. Добро утро.
Елена, што значи постоењето на специјален едукатор во секојдневието на лицата со попречености? Во кој сегмент им се олеснува функционирањето? Специјалниот едукатор и рехабилитатор со неговата улога, со неговите знаења, вештини, стручност и компетенции, почнува да станува како еден член на семејството кај децата со атипичен развој. Секако тука се индивидуални разлики помеѓу терапевтите, но она од мое лично искуство и мојот однос со родителите покрај пружање на онаа стручна морална поддршка која што е неопходна за олеснување во секојдневното функционирање на семејствата, тука е пружање и на стручната поддршка, а тоа е работата со самото дете, според согласно индивидуалните потреби, можности, способности, потребите на самото дете, на социјалната средина и на семејството. Секако, специјалниот едукатор е убаво да ги знае и расположливите ресурси кои што располага социјалната средина, за да може да го упати семејството, за да може да ги користи тие ресурси како би им го олеснил патот по кој што чекорат овие семејства. Исто така, многу е битно да се внимава и на квалитетот на животот на самите деца и квалитетот на животот на семејството. Споменавте специјалниот едукатор има многу важна улога во семејството и откако ќе почне да работи со детето, станува своевиден член на семејството. Но имаме многу семејства кои што имаат потреба од специјални едукатори. Ви има ли доволно во фелата? Па, искрено, мислам дека не, со оглед на тоа што преваленција на децата со атипичен развој од година во година се повеќе расте, па така можам да кажам дека сме дефицитарни во тој поглед. Исто така, во Америка, 1 од 36 деца е на спектарот на аутизам. Во Европа имаме 1 до 2% од целокупната популација на лицата на спектар со аутизам. Па така, кај нас во Македонија, стручните профили кои што се како образовни асистенти, најчесто се од нашите сродни професии, тоа се психолози, педагози, значи многу мал број имаме на специјални едукатори, со тоа што го потврдува фактот дека дефинитивно сме дефицитарни. Образовниот систем се менува, инклузивното образование се почесто веќе како тема во нашето образование, но ако прашаме што недостасува, кои сегменти би ги издвоиле со моменталната поставеност на работите? Вака, инклузивното образование требаше да допринесе да се вклучат и индивидуалните разлики и потреби кај децата со типичен и атипичен развој, како и тие активно да партиципираат во заедницата. Меѓутоа, мислам дека не го постигнавме тоа во потполност, туку не идавме на едно разочарување и на една стигматизација уште поголема и од страна на родителите, и од страна на стручните лица и целокупното општество, затоа што мислам дека мерките и стратегиите кои што се прават да се превенираат, да се отстранат оние бариери што се секојдневно се случуваат, не се доволни и се неадекватни и нас, самите специјални едукатори, не го тежнува процесот на работа во меѓувреме. Јас мислам дека треба сите да се повикаме, нели, и да инвестираме во индивидуалната, личната, колективната свест, да имаме рационални одговори и поголемо чувство на емпатија, со кое што ќе ги опфатиме сите страни да бидат задоволни, а не само семејствата на децата со атипичен развој, за кои што сметам дека и они имаат и најмалку бенефити од целиот овој инклузивен процес. Кога станува збор за вклучувањето на децата, пред малку имавме две мајки, две храбри мајки, едната од Скопје, другата од Битола, кои што ја жртвувале и својата кариера, голем дел од уживањата во животот за да може да се посветат на дечињата и колку толку да ги осамосталат да функционираат. Но не може секое семејство да го направи тоа. Ме интересира од една страна колку е важна посветеноста на семејствата на проблемот, исправувањето со истиот во секојдневието, заради тоа што реалност е и дека и свесни сме дека голем дел од семејствата едноставно свесно ги изолираат своите деца, плашејќи се бранејќи се од осуда, бранејќи се од погледи, бранејќи се од реакции, бранејќи се од непријатноста која што ја создава секојдневието. Така. Семејството е многу битен фактор и примерен фактор во целокупната стимулација и улога како семејство за целокупниот стимулативен процес и развој на самото дете.
Па така, тие освен што има улога и на реализатор, и на иницијатор, имаат улога некои семејства и како на блокатори, кои што нели ги попречуваат тие стимулативни процеси кај децата кои што треба да се случуваат. Ако имаме таков проблем кога семејството има улога на блокатор, јас мислам дека тука треба веќе да реагираат и надлежните институции, кои што ќе имаме и соодветни законски мерки, кои што мултидисциплинарниот тим кој што е вклучен во процесот на работа со детето треба да се вклучи во процесите на работа со семејството, како би дошло до поголема превенција, за да не настанат поголеми социјални проблеми. Секој од друга страна, имаме и семејства кои многу се трудат, многу вложуваат, семејства кои што ги почитуваат и вреднуваат советите и на стручните лица, и истите ги аплицираат, семејства кои што исто така го напредуваат целокупниот детски развој, им даваат мотив, желба, волја и обезбедуваат услови за работа. За крај, колку инклузијата се учи, колку како општество сме подготвени да подадеме рака и да дознаеме повеќе за тоа што е инклузија? Мислам дека ние доволно не го разбираме зборот инклузија. Значи, инклузија не е сожалување. Апсолутно. Јас мислам дека во пракса ова е тешко многу да се изведе, особено е тешко кога родителите на децата, да речеме на едно 6-годишно дете, како ќе му објаснат дека тоа треба истото да ги почитуваат тие социјални правила и норми во училницата, дека треба да ги почитува врсниците и наставниците, а во истата таа училница се наоѓа дете кое што нема можност и нема способност да ги почитува истите тие правила и норми, кое што е во постојано движење и не ја следи наставата. Па така мислам дека родителите имаат многу важна улога, кој што самите ќе си изнаоѓаат начин како да пристапат кон своето дете и како да поразговараат со своето дете, во кое што ќе принесат да нивното дете се развие утре во една општествена одговорна личност. Пред се мислам дека и родителите треба да дадат и свој личен пример како ние се однесуваме кон некоја ранлива група. Така да инклузијата по мене се живее, на тој начин се учи. Така. Благодарам што утрово се вклучи во темата и во овој разговор. Секако се гледаме за оваа тема треба се почесто и почесто да се зборува, тоа ние го практикуваме во Македонија наутро, така да прво гостување е ваше тука, нека биде и телевизиско ни кажавте. Ете така да завршиме, па ајде нека биде почеток на една убава соработка, сето тоа во интерес на нашите гледачи. Ви благодарам најмногу. Благодарам.